Ајде, дече, ајде. Друго дете внатре. Ова се најдраматичните моменти од евакуацијата на жителите на овчеполското село Немањици, кој летово беше зафатено од голем пожар на отворено. 3 камиона војска дојде. Народ имаше, ама не се приоѓаше, тој беше пламен, знаеш колку 100 метра поблиско не можеш да придеш. На територија на општина Македонски Брод пак беснееше монструм од пожар. Изгоре огромна количина на квалитетна борова шума. Шума која што може би израстат уште во време кога Македонија била под турско робство. Летово што полека изминува беше едно од најфеколните што ги памети Македонија. Посебно загрижува фактот што фреквенцијата на пожарите се случуваше на многу локации, различни чинители, различни причинители и сето тоа створи проблем во системот како да се справиме со пожарите. Што, колку и зошто изгоре за само неколку месеци во државата. Ништо не остана од фармата на Тони Нанев од Светиниколското село Немањици. Во пожарот што го зафати селото на крајот од јули, изгоре се што создавал 4 децении. Тука чувам овци. Стадото од 370 грла успеал да го спаси. Сега привремено е во дворот на соселани. Но изгореле сите објекти, машините и сточната храна. Све, ево. Тука беше храна, 3000 бали имаше. И изгореа. 27,5 тона жито изгоре. Значи буквално све изгоре. Огнот дошол од ридот над селото. Зафаќајќи објект по објект, стигнал до неговата фарма. Преко долцето, оваа нива што е големата ја пожари. И под кај неа навака дојде. Добро, не можеше нешто да спасите некако? Нема, до рамото и со трактори одорувамо, али многу беше јак ветаро и тоа не помогна. Орањето не помогна. Значи, буквално навака улезе и готово, све изгоре. Тука имаше хеликоптери, гасија, пожарни имаше 2, али све беше џабе. Нане вели дека надлежните биле на терен за да извршат проценка на штетата, но нема информација до каде е процесот. Тој има своја проценка. Купна штета испод 50.000 евра не е. Нели, точно не можеш да проценеш, али испод 50 не е. 50.000 евра надолу најмалку. А тој кој ќе го надокнаде, не знам. Вели дека ако навреме биде обештетен, би можел да си го спаси бизнисот, но нема многу време зашто доаѓа зима. Ако не едино продавање овците и си идемо у фабрике као сите. Што? Друго чаре нема. Куќата на семејството Грозданови е спасена благодарение на камените ѕидови од старата куќа, кои ја заштитиле новата од пламените јазици. Само овие наши 2 куќи на Вујко ми и нашата некако остана, а другите се погореа. Горе кај комшиите трлото. Кај овај мојот комшија Слободан изгоре му трактор, стара куќа, гаража и новата куќа му изгоре. Али беше опасна работа. Морничава е сликата на селските гробишта кои се во дворот на црквата Успение на Пресвета Богородица. Горела целата околина, а само црквата е спасена. На едно од видеата што ги објави Центарот за управување со кризи, е снимено од хеликоптер, се гледа дека пожарот во Овчеполието личи на линија долга со километри, а поради силниот ветер, огнот брзо се префрлал од регион на регион. Огнот тргнал од селото Орел, стигнал до Немањици, а оттука се проширил кон Пробиштипско и Штипско. Надлежните го сметаат за еден од најголемите во регионот. Успеа да го изгаснат по неколку дена. На територија на општина Македонски Брод, околу 1 месец дивееше шумски пожар што надлежните го нарекоа монструм. Изгореа стотици хектари борова шума во атарите на селата Брезница и Тажево. Зафатен беше и мал дел од резерватот Јасен. За да стигнеме до поцрнетиот регион, на рампата на резерватот Јасен се најдовме со директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов. Кратка координација за тоа што не очекува, по каков пат ќе возиме, кои убавини и кои ужаси ќе ги видиме. Тргнавме со теренско возило поради непристапниот терен кон кој се упативме.
По возењето по асфалтен пат од едната страна на езерото Козјак стигнавме до црквата Пресвета Богородица и мала викенд населба. Од чардакот има фантастичен поглед на езерото, но и на планинските падини зафатени од пожар. Пожарот се движеше од озгора надоле. Овде изработивме појас, може да се забележи, за да не премине преку вегетацијата, да ја заштитиме викенд населбата. Но со хеликоптерите бевме упорни, гледате дека е сопрен по средината на ридот. Но на многу места гаснењето беше неуспешно. Ова не е ништо, рече Ангелов, и продолживме кон пострашните гледки. Пред нас беше околу 40 минути возење по земјен пат, за да стигнеме до најоддалеченото Тажево. Затоа го нареков монструмот пожар. Дотаму како да поминавме низ пределите на пеколот. Ово околу мене зборува зошто го нареков монструмот пожар. Изгоре огромна количина на квалитетна борова шума. Шума која што може би израсната уште во време кога Македонија била под турско робство. Се работи за стари, повеќе од 100 години би рекол борови. На другите места низ државата имавме на некои места делови со борови кои што беа зафатени од оган, но ни приближно не во ваква количина. Ова е најкатастрофален пожар и овде сметам дека изгоре повеќе борова шума отколку она што се случуваше во Малешевијата. Бевме немоќни да го стопираме, вели директорот на ЦУК. Овде имаше повеќе од 100 унгарци, професионални пожарникари со соодветна опрема. Имаше концентрирано голем број на припадници на македонската армија, на полицијата, специјалци од тигрите. Имаше вработени пожарникари од национални шуми, но повторно не можевме да воспоставиме контрола. Ни секогаш чистиот и свеж планински воздух, сега на бранови мириса на изгорено. Поцрнетите борови стебла, издигнувајќи се високо над уништената околина, како да се споменици на ужасот. Почна да врне, па побрзавме кон Брезница, првото село на нашата рута. Брезница е на околу 1000 метри надморска височина. Официјално има само 8 постојани жители. Куќите се бранеле од огнот со палење контраоган на сувата трева. Дека нема правила како се распространува шумскиот оган, особено кога има променлив ветер, говорат боите на пејзажите околу Брезница. Во средината гледаш и овде во долоб зелено и овде горе е зелено. Не е целото изгорено, комплет. Зошто овој пожар беше толку комплициран за гаснење? Шишарките кои ќе дојдат во допир со огнот летаат како огнени топки и ја палат околината. Се развива висока температура, понекогаш водата која што ја фрламе и стураме со хеликоптери и авиони, се плашам дека добар дел од неа не стига до боровите затоа што испарува уште во воздух, бидејќи кога гледаме нема никаков ефект. Продолживме кон нашата дестинација Тажево. Дождот се засилуваше и движењето со возило по влажен планински терен стануваше се попредизвикувачко. Застанавме за да ги снимиме најпогодените предели на патот. Овие гледки му предизвикуваат силни емоции на секој што барем малку ја сака природата. Изгорели многу дрвени столбови за пренос на електрична енергија, па сега Тажево, кое е пред нас, е без струја. За кратко ги издогледавме старите куќи во Тажево, повеќето срушени. Добивме објаснување дека такви биле и претходно и дека тоа не е последица од пожарот. Почна да врне силен дожд, а на чардакот од куќа која меѓу неколкуте во кои може да се престојува, не прибра Бобан Радески, кој живее во Скопје, а потекнува од Тажево. Во моментот единствен присутен во селото. Се запали од страната на Јасен, од таа страна. Баш тогаш кога се запали, тука бев, исто врнеше, гром удри. И еден другар ми се јави, вика, бе, дај оди гасни. Син ми вика, гасни таму гори, бе. Како гори му викам, на чардак седам, нема ништо, ме зафркава. Поминав на така, нема ништо. После одеднаш чат се појави од таа страна и Индициите и на надлежните се дека монструмот од пожар настанал од гром. Тажево сега официјално има 2 жители, завиене во црнила и има надеж дека наскоро ќе се врати зелената природа што го правила местово толку живописно. Со што точно се соочи државата ова лето? До сега сме немале ваков број, но и обем и динамика на пожарите. Не само големиот број, туку нивната динамика, брзината со која што се ширеа, ветрот, сувата вегетација, високата вегетација, она што денешните македонски села се испустени. Во нив нема луѓе, а нема и стока. Вегетацијата во селата и околу селата е висока, некаде по повеќе од 1 метар. Кога
ќе фатат високите температури без врнежи, таа се суши. Сега таа огромна количина на вегетација останува слободно во природата и затоа многу лесно се пали. Но не е баш се толку црно. Доказ дека природата многу брзо се обновува е ова зеленило кое веќе успело да се пробие низ црнилото, а во тоа му помага дождот кој сега паѓа. Тревата се очекува да се врати веќе следната пролет, но на дрвјата ќе им треба многу подолго време од тоа. На почетокот на август пожар го зафати Националниот парк Галичица. Огнот тргна од албанска територија, а потоа се префрли преку границата. Неколку дождливи дена речиси во целост го изгасна. Во овој предел, познат како Стара Галичица, изгореа околу 6000 хектари, од кои околу 1,8 на македонска територија. Останаа видливи поцрнетите падини. Галичица е богата со живописна природа и убави шуми, а огнот како да се обидувал да ги заобиколи, па гореле само голите високи пасишта. Според надлежните, зафатена била и мала површина со букова шума и ела. Од Националниот парк Галичица велат дека опожарениот дел е со исклучителна биолошка разновидност. Во моментов не можам да дам точни информации дали некој од ретките растенија се настрадале од пожарот. Некаков влијание сигурно имаше пожарот, но од досегашните искуства со пожарите на овој дел од Националниот парк Галичица знаеме дека флората после кратко, односно релативно брзо, се обновува. На Галичица има 13 стеноендемични видови растенија. Тоа значи дека можат да се најдат само овде и на ниедно друго место. Има и стеноендемични беззрбетни животинки што бавно се движат и настрадале најмногу. Многу животински видови има, но на овој дел од паркот има и диви кози, во шумата, срни, волк, мечка, но овие животни навремено бегат од пожарот, така да на нив нема оштетување. Но има оштетување на живеалиштата и ќе треба некое време да помини да се обноват живеалиштата за овие видови повторно да се вратат во тој дел од Националниот парк. Откако пожарот беше изгаснат, со денови теренот го нагледуваат членови на планинската спасителна служба од Охрид, за да спречат ново распламтување. Од јавното предпријатие Национални шуми не сакаат сега да објават конкретни бројки за штетата врз шумите предизвикана од пожарите и за површината што е зафатена, зашто проценката не е докрај завршена. Добар дел од тие пожари се случија надвор од уредените шуми. И тука нормално ние како јавно предпријатие ќе постапиме согласно своите надлежности, меѓутоа во прв момент тие површини често пати се водат и како земјоделски, ќе треба да се најде соодветен начин што со нив во иднина. Што се однесува до површините кои се опожарени во шума, тука сме многу почисти, едноставно можеме со брза реакција, брза интервенција, после извештаите на инспекторите, да реагираме, ќе насочиме голем број од нашите ресурси да се насочат кон тие шуми, што побрзо да ги исчистиме, односно да може да ги нормално продадеме по реални цени без да ги обезвреднуваме, па тука да нема интерес разни бизнисмени кои би шпекулирале со сето тоа. Врз основа на пресметките кои што ги направивме, Но заменик директорот Кире Михаилов веќе јавно кажа дека до крајот на август се пресметани штети од околу 26 милиони евра. Од јавното предпријатие велат дека причините за пожарите се различни, но често ги спомнуваат подметнувачите кои ги ставаат во корелација со оние што би имале ќар. За жал, некои тука има и пресметливи луѓе кои сакат да најдат полза во целата таа работа, од искористување на тоа пожарено дрво, од зголемување на земјоделски површини, чистење на стрништа, на делови кои се деградирани со природна вегетација. Имаме ситуации каде што сточари подметнуваат пожари, после пожарот се јавува мека зелена трева која е интересна за сточарите. Имаме ситуација кога печуркари подметнуваат пожари, има во одредени природни асоцијации, после пожарот се јавуваат одредени типови на печурки кои се јадливи и тука во огромен број и тие
може да се воспостави корелација, не тврда, меѓутоа јасно е дека има корелација, дека после пожарите се јавуваат одредени интересни групи кои можат да најдат причина за свој нормално бизнис во целата таа работа. Затоа директорот вели дека треба да најдат начини за да се исклучи бизнис интересот од пожарите. Ке бараме решења да не биде таа дрвна маса причина за некои бизнис интереси. И тука ќе видиме во кој насоки ќе одиме, има повеќе алтернативни решења. Не би сакал да шпекулирам, тоа ќе е процес кој ќе трае неколку години чистење на тие опожарени места. Нормално ќе настојуваме што е можно побрзо и поквалитетно и поголем дел од таа дрвна маса додека е сега се уште во употреблива вредност да се исече, да се најде пласман за таа дрвна маса по некои реални цени, да не биде интерес на шпекулативни процеси и препродажби, како да речем, или интерес на разни интересни групи. Додека домашните институции се уште се резервирани околу проценките на штетите, Европскиот информацијски систем за шумски пожари објави дека годинава во Македонија изгорела иста количина шума како во претходните 10 заедно. Низ бројки, проценките на системот се дека годинава во земјата имало 126 шумски пожари, во кои изгореле 94.000 хектари. Во претходните 10 години изгореле вкупно околу 100.000 хектари во 400 пожари. Претходно, поголеми пожари во државава имаше во 2021 година. Според национални шуми, тогаш изгорија 12.315 хектари, а штетата е проценета на речиси 39 милиони евра. Но овие бројки се однесуваат на уредено шумско земјиште. Тие се многу поголеми, ако се земат предвид пожарите надвор од шума, деградирана шума, земјоделско земјиште и така натаму. Во 2023 година биле пошумени околу 120 хектари во Делчево, Берово и Куманово. Со пошумување се продолжува и годинава. Овој процес допрва предстои по пожарите оваа сезона. Дали конечно надлежните, но и граѓаните ќе научат некои од лекциите што не ги зададе пеколното лето 2024.